Здраво! Се наоѓаме во Лисабон, кај споменикот на истражувачите и патувачите. Овој споменик го одбрав, бидејќи се наближува летото, а со тоа почнуваат и нашите истражувања каде ќе го поминеме одморот со нашето семејство. А патувачкиот дел допрва доаѓа. Во ова видео сакам да ви покажам на кој начин можете да патувате со многу помал багаж и да не се оптеретувате, бидејќи како носечки кадар во вашето семејство, вие ќе бидете задолжени да ги носите двете столчиња на плажа, душекот на додувување, делфинот, двете топки, гумата за бањање, фрижидерчето со сокчиња, пиво, ова она, и уште 3 пати ја се вратите до соба за да земете памперси, влажни марамчиња и водата што заборавивте претходно. За да немате терет од 10 кг фотографска опрема, во ова видео јас ќе ви покажам како може со неколку добри продукти да поминете одлично. А сега можете да видите дека од мојата лева страна доаѓа турата од Власи кои што се на гости во Португалија. Ова е влашка тура, бидејќи како што можете да видите и сами, за да поминат поевтино, они сами весла. Гледајте го ова видео, ќе биде забавно. За ова мое патување, јас се решив да го земам со мене помалиот брат на Fuji X-T3, Fuji X-T30. Зашто се одлучив за Fuji X-T30? Едноставно многу ми се допадна фотографиите и видеата кои што ги правев со него. Меѓутоа, во овој случај нема да снимам видеа со овој апарат, туку ќе го користам само за фотографирање. Со помош на овој апарат, вие како фотограф и како подобар аматер ќе можете без губење време со едитирање на компјутер на вашите фотографии, со помош на некои од филтрите од Fuji, да имате одлични фотографии кои што ќе може одма да ги споделите на социјалните мрежи или да ги дадете во лабораторија да ви ги развија. Немојте да заборавите дека најголемиот број на лаборатории во Македонија користат Fuji машини. Друга интересна работа е зашто се одлучив за овој апарат, а не за некој поголем, е тоа што благодарение на него јас сум во можност да фотографирам на улиците на Лисабон како најобичен туриста. Никој не ме приметува, сите мислат дека фотографирам нешто друго, меѓутоа благодарение на сензорот на Fuji кој што го користи X-T3 и системот на фокусирање кој што е исти како кај X-T3, јас сум во можност да направам одлични фотографии од уличните забавувачи, без да им давам пари и без да ме приметат дека ги сликам. Значи, штедите пари! Друга интересна работа што ми се допаѓа кај овој фотоапарат, тоа е неговиот вграден блиц, кој што за поголем дел од корисниците ќе биде доволен за места каде што нема доволно светлина. X-T3 го нема ово. Овој апарат иде со 3 објективи. Јас се одлучив за објективот 18-55 со бленда 2.8.4. Овој објектив по мене е еден од најдобрите кит објективи, а неговите 55 мм ми овозможуваат малце повеќе да се доближам до некои објекти или предмети што сакам да ги фотографирам. Стабилизацијата на слика на овој објектив ми овозможува да фотографирам и на помали брзини, а тоа што е со 4 бленда го надополнувам со добрите исто карактеристики на самиот апарат D30. Лисабон е стар град, тука има многу убави малецки тесни улици и бидејќи овој објектив не е толку широк, се решив да го земам и најновиот објектив од Fuji 16 мм со бленда 2.8. Благодарение на него јас ќе бидам во можност во потесните улички и во послаби услови на светло да направам одлични фотографии. Па 16-ка освен што ми дава ширина за фотографирање, има и неверојатни макро способности. На некој 16 сантими може да се доближите до предметот и да го фотографирате. Сега сте отишле некаде на некој убав одмор и сакате да фатите нешто пошироко или например сте јаделе некој многу убав ручек и сакате да го увековечите тоа или пишувате блог за патување, каде може да се јаде, каде може да се пробаат работи. Јас со овој објектив направив одлични фотографии од некои од јадењата што ги имав тука и ќе ги искористам за моја понатамошна лична употреба. Но исто така со помош на овој објектив бе во можност да направам одлични пејзажи на плажата и на многуте школки и ракови кои што морето ги сврли, изгледа како да сме во некое боено поле и останувам на тоа дека овој објектив е објектив кој што мора да го имате со вас за вашите патувања, за да може да направите макрофотографии, да го доловите амбиентот во тесните улици во
старите градови низ Европа. Продолжуваме. И една од работите која што постојано ја носам со мене и која што не може да направите во Photoshop, тоа е користењето на поларизациониот филтер кога фотографирате предели со вода. Како на пример ова овдека во заливот на реката Жубао Џубубауа. Крш. За ова видео, како и за видеата што ќе ги снимам на ова мое патување, се решив да го земам со мене Osmo Pocket, бидејќи со неговиот механички стабилизатор и со неговата одлична камера од 4K резолуција и 60 слики во секунда, сигурен сум дека ќе имам прекрасно видео кое што ќе може заедно да го гледаме во иднина јас и моето семејство и да се посетуваме на овој прекрасен одмор. Се возиме во 64 на португалски начин. Тврдо се држаме за рачката. Еве и Јоки. Овдека, пример ако кажеш, абе мајсторе, не возиш компири, џабе не помага, овој ако вози компири, пире ќе излезе на крајна. За јајца да не бреме млад. Истински тест за мозгостите на DJ Osmo Pocket. Се движиме према океанот. Една од работите која што никако не смете да правите на плажа е промена на објективи. Или доколку морате тоа да го направите, морате да бидете многу внимателни, бидејќи многу апарати и објективи ми дошле кај мене на сервис кои што не сакајќи или паднале во песокот, што е више многу лош случај, или применување на објективот кога не воделе многу внимание фотографите, се случувало неколку мали зрнца песок да влезат во апаратот и кај оние апарати кои што се со огледало, а и кај овие кои што имаат завеса, тие зрнца знаат да направат многу белја, бидејќи самата завеса може да ги фрли со големи брзини или огледалото да ги при фотографирање да ги фрли наназад на сензорот и во тој случај на сензорот имаме точки кои што не може да се исчистат, кои што се всушност механички оштетувања на површината на сензорот. Моја препорака е доколку сепак сте решили да го менувате објективот на плажа, да обрнете големо внимание на условите, дали дува ветар или не дува ветар и доколку го правите тоа, да го направите во вашата фотографска торбичка. На тој начин се помали шансите ветарот да нафрли зрна песок во вашиот апарат или случајно објективот или апаратот да ви паднат во песок, што би било више катастрофа. Ова би сакал да ви кажам да го правите само во екстремни случаи, односно спремете се од дома со објективот кој што мислите да го користите на плажа. Продолжувам. Се наоѓаме на крај на патувањето во Лисабон. На крај правиме резиме со опремата што ја земав, во која што е вклучен DJ Pocket 16 мм f2.8, Fujito X-T30 и еден мал мини статив. Дали искористив све? Апсолутно. За видео го користев DJ Pocket. Откако го ставив 16 мм 2.8 него не извадив за ресторани, за улици, за навечер, за ситни сокачиња, за бродови, авиони, камиони, автобуси, плочки и сите разни чуда и детали низ Лисабон. Покрај водата го користам 1855 со поларизаторот на него. А со овој мал трипод бев во можност да направам неколку ноќни фотографии.
Така да, можем да кажем дека воопшто не сум погрешив со изборот на опремата која што ја користев за моето патување во Лисабон. Како што можевте и сами да видите, со помош на овие неколку совети, вие ќе можете без проблем да идете на одмор, натоварени со не повеќе од 1 килограм фотоопрема, евентуално кило и 200. Тоа ќе ви овозможи да сте многу флексибилни, лесни и да не се нервирате со глупостите што треба да ги носите за вашата фамилија. А ние овдека во овој бар покрај плажата продолжуваме да уживаме во музиката на групата. Цела оваа опрема можете да купите во нашиот дуќан во Pixplus во Капштет. А доколку ви треба некаков совет, слободно обратете се, тука сме за да ви помогнеме. Претплатете се, гледајте не, шерувајте, споделувајте и уживајте во убавите одмори. Tu nunca